Добар ден на сите, почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани, да ни е честито и да ни е со среќа. Ништо не може да не обедини повеќе од добра вест. И мислам дека денешната одлична вест покажа колку силно нашата земја посакува да биде обединета и заеднички да слави успеси. Денеска стоиме на влез на иднина за која никој не можеше да предпоставува пред само година и половина дека е реална. Влезот во таа иднина е пред нас, вратата е отворена и она што сакаме да го направиме е да го направиме тој последен исчекор и да обезбедиме нашата држава да биде безбедна, сигурна и просперитетна. Да се подсетиме дека причината зошто денеска сме на вратите на овој успех е заради тоа што нашата земја донесе стратешка одлука зад себе да остави и автократско владење и живење во изолација и донесе одлука навистина да се посвети на градење на сојузништво со европските нации. Денеска ми представува навистина огромна чест како министерка за одбрана да видам дека сите земји членки на НАТО ни посакаа многу топло, многу силно, многу гласно добре дојде во најмоќната воено-политичка алијанса во светот. Македонија веќе не е во изолација. Македонија се смета за една од ретките добри вести на европскиот континент. Безбедноста на нашите граници не ја гарантираме само ние, туку ја гарантира и Сојузот, и тоа неминовно носи изголемена безбедност во нашата држава, но и безбедност во регионот. Ова не е заслуга ниту само на институциите, ниту само на политичарите или пратениците, владата или собранието. Ова е успех на сите граѓани на нашата татковина, кои што 30 години трпеливо чекаа и работеа, а во последната година и половина дадоа и силна поддршка за оваа крупна промена во нашиот надворешно политички курс. Ова значи дека домашните и меѓународните инвеститори веќе не треба да се грижат дали нивните инвестиции се безбедни и сигурни. Ова значи дека граѓаните нема потреба да се грижат дали безбедноста и сигурноста на државата е гарантирана. Ова значи дека институциите ќе можат дополнително да им обезбедат шанси и на бизнисот, но и на граѓаните да дојдат до подобро платени и повеќе работни места. Нашите семејства ќе живеат со повисок стандард и со шанси за подобар живот. Ова е резултатот кој што го очекувавме и резултатот кој што го сработивме тогаш кога седнавме и се сконцентриравме на домашната агенда. Кога седнавме и ја вративме одбраната во нашиот политички фокус. Ова беше резултатот кој го посакувавме и кога седнавме и ги почнавме преговорите прво со Бугарија, а потоа и со Грција. Ова е резултатот на сите наши заеднички напори. Беше потребна волја и посветеност на целата наша земја за да ова стане реалност. И затоа убедена сум дека генерациите кои што ќе дојдат по нас ќе ја ценат и храброста и посветеноста на оваа генерација лидери, патриоти, оваа генерација припадници на армијата, оваа генерација на пратеници кои што донесоа одлука свртена напред, свртена кон иднината, свртена кон подобри шанси. Ова, почитувани граѓани и почитувани медиуми, не е само вест за еден ден. Од утре се ќе биде различно. Веќе во следните денови Македонија ќе биде дел од најмоćниот воено-политички сојуз кој што води дискусија за сите важни политички теми во светот. Голема чест за мене ќе биде што веќе следната недела ќе можам за прв пат да учествувам на состанокот на министрите за одбрана на НАТО земјите членки во име и на нашата земја и во име на секој граѓанин. Уште повеќе, како прва жена министер за одбрана, ќе ми биде задоволство што ќе ги представувам сите граѓани на нашата држава во овој најмоќен воено-политички сојуз. И мислам дека тоа испраќа две пораки. Едната порака е дека
нашата земја, кога знае што сака, може тоа да го направи реалност. Втората порака до сите наши млади, без разлика дали се момци или девојки, дека се зависи од нивниот сон. Се зависи од тоа колку се трудат и работат. Се зависи од шансите кои што сами си ги создаваат, а не од тоа дали се машко или женско, дали се млади или возрастни, дали размислуваат на еден или на друг начин, дали припаѓаат на една или друга политичка опција. Сонот е тоа кој што не води напред и кој што не тера навистина да направиме чуда и во својот живот, но и во животот на нашата земја. Нашата генерација сонуваше за иднина во која ќе бидеме безбедни и сигурни, а нашата економија ќе создава работни места и ќе нуди шанси за младите и за возрастните. Сега сме на чекор до една таква иднина, бидејќи го направивме оној чекор без кој што не можеше да одиме понатаму. Меѓутоа, овој успех денеска, како и секој успех во животот, ни дава само повеќе сила за следниот предизвик. И затоа денеска не запираме. Може би 5 минути може да прославиме, но нашиот фокус е на тоа што не чека денес, што треба да завршиме утре. Нашиот фокус е на многу од домашните обврски кои што до крај треба да ги реализираме. Нашиот фокус е да покажеме дека животот во нашата земја може да биде не само побезбеден, туку и по просперитет. Ви благодарам на вниманието и ако има прашања, тука сум.